Крлевизми, афоризми. Сум напишал многу автобиографски афоризми и јас не сум цвеќе за мирисање. Магарето се обиде да биде тројански конј, но го издаде рикањето. Ми подарија паричник, фрлени пари. Модата се враќа, ама не и струкот. На денешните нарциси Сирфито им ја река: нашата култура е посебна, немаме општа. За да оставиш трага, треба да гризеш. Како да се остане човек меѓу луѓето? Прашање е сега. Дното најлесно се допира со образот. Помеѓу славното минато и светлата иднина, сегашноста не може глава да крене. Шегобиците секојаш се во опасност да бидат сватени озбилно. Денес не се во мода добрината и искреноста, но јас сум оптимист. Модата се враќа. Жените се убедени дека на земјата долетале од Венера со вселенски брод, а мажите паднале од Марс. Во театарот маските се вадат, во животот паѓаат. Денес најретка боја е црвенилото од срам. Ако жената често го множи мажот со 0, брзо го дели со 2. Седев на 2 столици, сега стојам на 1 нога. Љубам, значи постојам. Познавам многу луѓе кои не постојат. Ако жената е учебник за мажите, сакам да учам од различни учебници. Сопругата никош не сум ја разочарал. Од мене не очекува ништо. Најтешки времиња се тие, кога освен човечкиот живот, се друго е скапо. Мојот карактер тешко се вари, а сите ме јадат. Не одам до крајности, не знам да се вратам. За да стекнеш име, треба самиот да си кумуваш. Кој се кити со туге оперие е искубан петел. Едноставно, жените се комплицирани. Бев чудо од дете. Сега сум чуден човек. Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е само мал дел од крлевизмите, афоризми на мојот вечерашен гостин, кој ни допатува од Велес и е познат афористичар. Неговото име е Атанас Крлевски. Тој повеќе од 45 години се занимава со пишување, забележување на мудри мисли, односно афоризми, но исто така тој е и поет, а и хаику поет. Има објавено своји афоризми во Остен, во македонскиот Остен, Млад борец, исто така студентски збор. Има објавено неколку книги, а е член на Балканското здружение на афористичари и има секако добиено и бројни награди. Добро вечер, Атанас, и добро ни дојдовте. Добро вечер, поздрав за гледачите и благодарност за поканата. Еве, исконски думи ги започнавме со читање на ваши афоризми. Иако се тие сатирични и многу вистинити, сепак јас, верувам дека и нашите гледачи се изнасмеавме убаво. Па еве сега би ве прашала, значи, веќе 45 години пишувате афоризми. Се сеќавате ли на првиот афоризам кој што го напишавте и што беше тоа што ве провоцираше да го напишете? Па, пишувам од 1977, далечната 77, у студентските денови. Првиот афоризам, се сеќавам, да, беше објавен во подлистокот на студентски збор Кикс и гласи: ме прогласија за ударник, ме удираше кој ќе стигне. После тоа некако како да се влюбив во афоризмот, бидејќи има кратка форма. Провокација во младоста секој сака нешто да проба, па како пишувач на поезија уште во школските години, еве решив тогаш во тие моменти читав доста хумор и сатира и решив и јас да започнам. И тоа е мојот прв афоризам и после тоа објавав, нели, како што кажавте, во Остен, во студентски збор. Имаше подлистоци
имаше доста списания и во поранешните простори југословенски, па и таму објавував, поретко, но објавував. Така имате објавено и во неколку антологии. Да, антологии, застапен сум во повеќе антологии на балканскиот афоризам, па во повеќе на македонскиот афоризам исто од повеќе автори и во повеќе заеднички книги кои ги издаваме заедно со колегите. Така. Еве, спомнав веќе неколку пати дека 45 години пишувате, нели, долги 45 години. Тоа се многу афоризми. Па ја знаете ли бројката на напишани афоризми? Па, убаво прашање. Па некаде се движи околу 5000 на објавени афоризми. Со оваа последна книга на Кракуш, која содржи околу 1500, веќе стигнав до 5000 објавени. Тука некаде сум. Ме чекаат околу 1000 за објавување во нова книга, така да е, не да речам 6000 напишани афоризми со плюс-минус толеранција и низ годините јас сум небљудувач на животот и едноставно ги запишувам афоризмите од животот. А тоа е лесно. Така. А како ги запишувате? Нели, еве се имате нели инспирација, имате некоја провокација нели за да напишете афоризам, дали тие ги пишувате спонтано или па реагирам и на, нели, на некоја возбуда, на некоја реакција на општеството, на некоја во секојдневниот живот, во семејниот живот и реагирам и најчесто ги запишувам во тој момент, затоа што афоризмот е специфичен, многу е краток, ама многу брзо и се заборава, затоа што еден роман ќе опамтите во главата, ама еден афоризам, ако вечерта не го запишете, се бајлето веќе е летно. Заминало. Така. И така да, значи, во тој момент кога ќе дојде инспирацијата или побудата, во тој момент и го запишувам. А има ли некој од овие 5000 нели афоризми кои што така ви е најдраг, да речеме, и се гордеете, например? Па по реакцијата на најомилен, така да кажеме. Повеќе по реакцијата на публиката отколку ја оде, затоа што не сакам да бидам неправеден према некој од од мене си произлезени. Бев чудо од дете, сега сум чуден човек. Аха, така. Тој ми е некако најмил, вие го прочитавте, да. Некако ми е најмила и на публиката и некако така ми викате, ја го чудо. Па се пронаоѓаме скоро сите во тој афоризам. Да. Значи, стануваме чудни луѓе. Так. Која е таа граница на возраста, не знам, но сепак не сме тоа што убаво е да останеме деца комплетно. Така. Само животот си носи, нели, своето. Така. Спомнавте дека имате неколку книги објавено, значи со афоризми. Да. Колку книги се и да ги кажеме и насловите. Бидејќи имат интересни. Последната на Кркуш е 11-та книга со афоризми. Првата е Крлевизми, втората е сега не можам точно да се сетам, че ќе мора, значи, да ги прочитам по редослед. И значи втората е Окрлавени мисли, издадена 2011 година. Третата е Крлук 2014. Четвртата е Цветен пазар, која содржи, сублимира афоризми за жената од претходните 3 книги и некои нови има. Потоа е Изгоревме подценка, која единствена има поинаков наслов, инаку сите наслови на моите книги се поврзани со моето презиме. Затоа и така ми се ги насловува моите афоризми Крлевизми. Следниот е Умот на Крлашка. Тоа е афоризми, етноафоризми си ги нарековме. Рецензент на книгата ми е познатиот фолклорист Иван Котев. И така тие се пишувани по искази и по народни поговорки со извртеност, нели, како и да се задржи главната одлика на афоризмот, и беше доста успешна книгата, морам да се пофалам. Потоа Одлетани од Крлетка, 18-та година, Мисли без крлушки, 19-та, Крилести крлевизми, истата година, Крлевизми, избрани афоризми, избрани од мојата рецензентка Ана Витанова,
Рингачева, професорката, 2020 година, а последната книга е оваа година издадена, пред месец дена излезе, и насловот е на Кркуш. Тоа се насловите на книгите, кои се поврзани, нели реков, со моето презиме, и така си ги ословувам, и без некоја посебна причина зошто крлевизми. Добро, потоа сте и препознатлив на некој начин. Делото, нели, и авторот и делото. Так. Иако, што значи Атанас Крлевски во однос на еден убав афоризам. Ништо. Значи, афоризмот пред авторот сепак остава. Македонија е богато поднебје за била и се уште е во ова време, невреме, нели, богато поднебје за пишување на афоризми. За вас дали е тешко или лесно да се напише еден афоризам, и со оглед на тоа вака кога јас, нели, кога ќе прочитам афоризми, си велам алал да му е на човекот што го смислил, што го напишал овој афоризам, затоа што според мене е тешко, скоро и неизводливо, нели, јас да напишам афоризам. Па видите, во секоја работа е тешка за тој што не ја работи, нели, од страна гледано, или па многу лесна изгледа од страна, ама кога ќе се фатиш да ја работиш таа работа, не е баш така лесно. И јас фудбал гледам, многу го сакам, ама еднаш играв и после тоа никош не заиграв, затоа што стварно е тешко. На 100 метра да трчаш е тешко. И вие така како новинарка од страна гледано, може би ви е тешко, не сте пробале. Ако пробате, ви кажав дека јас сум наблюдувач на животот, значи многу го посматрам животот, и по тој случај е едноставно, затоа што македонскиот народ, па и во ова време, не време, а и сите народи на светот ги спасува хуморот, мислам, и убавата мисла. И во тешки ситуации, дури хуморот, велам, ќе го спаси светот, ако не е шега. Так. И така да е лесно. После ви станува тоа нешто, како да ви кажам, механички. Значи, како навика. Како навика, да. И едноставно не се замарате, не се малтретирате со формите, со тоа вие веќе, па секој занете така, колку со искуството се добива во... Се е тоа и до дарбата, до талентот. Дарбата треба да постои. Како за фудбал, така и за пишување, нели? Баба ми имав многу духовита баба. Имало од негдека. Да, може од Генче некој. Да, баш тоа. Так. И тоа е. Так. Исто така во најавата спомнав дека имате напишано хаику поезија и сте прв кој што напишал за деца хаику поезија. Па кажете ни од каде сеја и со хаику поезија и појаснете ни што значи таа. Хаику поезијата некако една книжка си купив така малечка од, мислам, Александар Прокопиев, така беше некако презимето, не го сгрешам сега, си извинувам ако погрешно го кажав, на сајмот на книга, и по пат читајќи некако ми се бендиса тие форми, и реков, ајде да пробам. И чував долго време после тоа, и реков да одлучив да ги објавам. После тоа објавив уште една книга, Мигум, и објавив во меѓувреме една книга за деца со хаику поезија. Тоа се всушност хаиги песни. Хаигата е хаику песна нацртана или насликана, или фотографирана. Во Јапонија доста е популарна. Исто хаикуто е исто популарно, нели? Па како љубител на кратката форма, јас не сум прозаист, не пишувам долги, нели, дела литературни, и пробав па некако. И беше успешно примена, посебно детската за деца, затоа што анимирав доста деца. Во Струмици имаше околу 500 на промоцијата од сите училишта, а и за возрастни добро примена, затоа што е кратка формата и времето ни е, нели, скапоцено во овие времиња. Сите некаде брзаме, па брзо се чита. Да. Еве, јас ќе издвојам неколку од оваа ваша, на прв поглед. На прв поглед, да. Книжка со хаику, поезија. Ова е за возрастни, така? Или? За возрастни, да. Смајливо снегот е за деца. Така. Еве, чисто на гледачите да им
појасниме нели што е хаику поезија, иако и јас не сум многу упатена во тоа, па сега ќе дознам. Мај, крај реката Цвет, пеперуга бакнува ние во преграб. Задушница, мајка и татко, сонца во спомените, в срце светлина. Вака чисто отсутност, безбездена ног, ти сама, јас со тебе, тажна присутност. И уште една представа, клупа, гулап јас и биста на прличко пред премиера. Интересно. Значи, што има строга форма. Так. Доста е проширен и светот, пишуваат милиони автори и мене лично ми се допаѓа во хаикуто што е близко до природата, иако сега не знам, мислам дека се бега од исконската, да речам, првобитната форма на хаикуто, не форма, туку тоа што треба да го каже хаикуто, сега се извртува некако и се бега од почетното, од основата, затоа што е многу блиска до природата. Нас ни недостасува култура кон природата, барем на балканците, па посебно на македонците, да кажем. И сакам пред читачката публика да доближам природата, да им биде поблиска и повеќе да си ја почитуваме. А таа што е посветена хаику поезијата за деца, таа што содржи? Таа содржи песни кои се прилагодливи за децата, сватливи. И во неа е важно што учествува ученици од цртањето на цртежите по песна, значи по самата песна, од моето основно училиште Васло Главинов од Велес и од гимназијата во Берово, Русковски, и така ги анимиравме децата во, значи, да се вклучат во таа работа, убаво ги приме, убави беа овие промоциите, посебно во Струмица присуствува 500 деца, живи дечиња, и интересна им е. Така. А дали во книгата се цртежите застапени? Да, во книгата се исто застапени цртежите. Значи и песните Да, и песната се или се печата, или се испишува во Јапонија се испишува на самата слика, од сликарот или од фотографија или цртеж, а овдека е и така издадена, испечатена и доле посебно, и во посебен пола книга е само чисто песничките. Така. И ги читаат. До сега со хаику поезија имате 2 издадени од книги? 2 книги и таа за деца 3. Така. 3. Исто така неодамна чинам дека објавивте и книга поезија, така? Да, тука е таа. Не е ова, добро, да не ги измешаме. А еве, да. Хаику за деца, еве можеме вака да покажеме, сега што ни објаснувавте, нели, дека за секоја песна има и цртеж децата што ги цртале. Може да прочитате да се запознаат гледачите. Да. Еве, дојдов до тука на оваа страничка, концерт на сцената Цвет од косите на Јана без аплаузи. Цртежот е на Ива Тодоровска од Велес. 7 оделенка. Дзуница, на небото лак, дете гледа бој со насмев во очи. Ивона Гаштеовска од Берово. Еве и песната што е напишана на самиот цртеж на 39 августовски ден на уличната чешма сонцето се лади. Еве може да се види дека нели тука е напишана на самиот цртеж како што ни кажавте. Еве испомнав покрај нели овие хаику за деца и хаику поезија, како и книгиве за афоризми, издадовте неодамна и книга поезија. Да, минатата година, на крајот од минатата година, издадов книга поезија со песни од младоста
и скоро сите се на љубовта посветени. Нели, младоста е поврзана со љубовта, песните ми беа изгубени. Тетрадката кај што беа запишени ми беа изгубени и полека некако успеав да ги барем по-големиот број да ги присоберам из годините и така по наговор на сопругата и ја објавив збирката, исто така беше добро примена. И сега од каде 70 годишник да пишува за љубовта, морам да објаснувам на публиката дека тоа се песни од младоста. Па зошто да не? Па јас сум задоволен што ја објавив и мислам дека ќе биде добро примена. Тоа значи кога сте почнавте всушност со поезија, пишување на поезија, така? Да, члени на новинарска секција, ви се пофалам, вас како на новинарка. Уште како дете водевме некоја емисија ученици од Васил Гавинов училиштето на Радио Елес. За жал тоа траеше многу кратко, со Никифор Смилевски бевме. Траеше многу кратко и од ништо од новинарството. После отидов на електрофакултет, па значи пауза од 15 години, воопшто немав со литературата контакти освен читање, нели? И после тоа пак продолжив, по наговор на, можеби на Васил Толевски, да си продолжам со афоризмите. Му благодарам јавно. И продолжив, нели, со афоризмите. Објавени ми се книгите на постари години, повозрасен. А и инаку имам и лично мислење дека афоризмот може да се пишува, ама во книга да се објави малку подоцна, значи не уште во младоста, да бидат испечени па речени, што вели народот. И тоа ми беше така, затоа и ги објавив покасно и повеќе книги. Да, а дали сте се обиделе да напишете роман? Еве сте пишувале нели поетска книга, афоризми. За роман дали сте размислувале? За роман сум размислувал, имам многу теми во главата, па и романи носам во главата, ама многу ми е тешко да ги пишувам. Значи, мислам дека ќе ги преживувам лично, имам јаки чувства. Така. И токму заради тоа и не ги пишувам, посвеќе егејските теми ми се во. И сега би ми било тешко, стварно би било тешко да пишувам роман. Тоа би било автобиографски, така размислувате или? Па речи си автобиографски, имам и лични многу, нели, спомени и доживувања на моите најблиски и би било тешко да ги пишувам, само заради тоа. А темите би биле доста интересни. Така. Во текот на овие години имате добиено и бројни награди, па може ли да споменеме некоја награда? Па награди не ми значат многу. Имам еден афоризам, не ми значат многу кога ги добиваат други. Ама значат, значи некоја ти даваат некоја така гордост, како да кажам сега, да не биде зборот тежок. Па и некој признание. Па и некој признание, добро, да. Тоа што го правите. Ама највеќе аплаузот. Значи, кога настапувам аплаузот и насмевките на публиката, посебно на хумористичните афоризми, бидејќи употребувам доста хумор во, а и сите колеги употребуваат, значи, афористичарите хумор, затоа што тоа е и составен дел на афоризмот. Не само таа извртеност, значи не е директното искуство од животот, туку да се изврти тоа искуство, да се прикаже во литературна форма, како што налага, нели, и правилото во литературата за афориза. И така да, најголема награда сепак ми е аплаузот од публиката. Имам добивано повеќе награди на овие наши фестивали. И ги насмеете. Да, кога ќе се смеат и така. Тоа ми е сатисфакцијата поголема, не од една диплома. Така. Или инаку сум добил, нели, на овие фестивали, реков. Па еве во настапувам и во другите републики испраќам. Тоа сакав исто да ве прашам. Во Мрковињач град минатата година добив. Во Белград учествував на Сатира фест. Во Лесковац имаме учествувано, така и надвор од Македонија. Во Македонија за жал сме малку афористичари, малку се објавува, ама за среќа па постојат нели електронските сега медиуми, па вие не спасувате и порталите на интернет,
каде што може секој да објави. Нема строги правила некој да не ги објави или да ги објави, така да може и таа друга опасност и неквалитетот да се... Но гледачите, читачите тие ќе се одлучат кој е нели знаат да го издваат квалитетното од неквалитетното. Така. Сега во моментов што работите, што крчкате, дали пишувате се уште во моментот, значи, тие околу 1000 афоризми што чекаат на објавување, па не мислам да ги дополнувам, некои ги се 1000, затоа што сега се префрлив на една друга така поетска тема, и односно пишување за деца, песни, нели, внуците го донесоа таа желба. Пишувам, во подготовка ми е книга за поезија за деца, со работен наслов стиховни насмевки, па се надевам до крајот на годината би требало да излезе, нели, здравие вели народот. Така. Атанас, ви благодарам. Навистина ми беше големо задоволство што ми бевте гостин, што допатувавте од Велес и ете. На гледачите малку и нив сигурно им внесовме малце расположение и насмевки, читајќи ги, нели, вашите афоризми, па ви посакувам пред да завршиме емисијата со читање од вас ваши афоризми, би сакала да ви посакам многу здравје и исто така секое добро и да има што повеќе да читаме вакви убави нешта кои што ќе не насмеат. Ви благодарам за убавата желба и би прочитал неколку афоризми од последната книга. Од книгата на Кркуш. Значи, грешка на еволуцијата. Мајмун со човечка лика. Македонска мудрост. Добро е, може да е и полошо. Ова сакам да кажам на гледачите да им служи како да кажам, како едно мото. Да не велиме лошо е, ама може да биде и полошо. Значи да го избегнуваме тоа, затоа што кога е лошо, ако не реагираме, ќе биде полошо. Така. И понатаму, например, ако не разбираш јазик, постои транслатор. Ако не го разбираш човека, нема помагало. Овде само да спомнам, тоа може би го испуштивме претходно, дека книгите ги пишувам во 3 циклуси. И сите мои книги се така. Значи, првиот циклус е за човекот, вториот е сатиричен политика и третиот е за жената како вечна инспирација, нели? И сите книги ми се на тој начин структурно формирани. Пензионер по дома. Ако не ги бара очилата, го бара мобилниот телефон. На денешните нарциси селфито им е река. Животот е игра без правила на игра. Сретнав човек, истрагата е во тек. Јас сум човек, рече човечето, научено да лаже. Разумно со неразумните. Меѓу добриот и будалиот нема разлика за будалите. На почетокот беше зборот, а набрзо аплаузите. Зборот е сила, а со силата треба внимателно. И уште 2-3. Жена ми не верува дека мажите се посилниот пол. Суди по мене. Жена ми ме загрижува, знае се. И на крај, Годо, доаѓа ли со тебе нашето подобро утре? Ви благодарам. И јас ви благодарам. Почитувани гледачи, еве, со овие интересни афоризми, верувам дека ве насмеавме и така расположени, ве оставаме во добро расположение. Ви посакувам пријатна вечер.